обичај при раѓање на дете. Уште со векови наназад, луѓето се стремеле кон тоа да го прошируваат семејството, да имаат пород. Повеќе деца значело повеќе помош за работа и за низ куќа. Иако за работата подеднакво биле важни и машките и женските деца, повеќе посакувани биле машките. Така ќе имал кој понатаму да ја превземе куќата и плюс ќе донесе уште една жена, уште две раце за помош. Наспроти тоа, женското дете ќе порасне, ќе се омажи и понатаму ќе гледа друга куќа. Затоа во некои краишта се велело дека дури и керамидите плачат ако се роди женско дете. Кога жената не можела да има пород, надевајки се, одела во ново изградена црква од каде купувала свети и ги опашувала околу себе. Така ги носела 40 дена, а потоа ги палела во црква со молитва кон Бог да ја подари дете. Неретко, жените со надрж за зачнување се протнувале низ шупливи камења или стебла. Некаде, ако мајката раѓала само женски деца, требало да изеде 3 ореви, 3 зрна јачмен и 3 костени, бидејќи овие плодови се од машки род. Најубав ден за да се роди дете се сметале понеделник и среда. Штом детето се родало, се викал попот за молитва и носел молитвена вода која ја пиела мајката и од неа се ставало при секое бањање на детето. Првото бањање го правела бабицата, а потоа и го мерала на кантар со зборовите: да порасне големо, ни кантаров да не го мери. Првото задојување го правела друга жена доилка, со сито на главата, со цел да бидат сити и детето, а потоа и мајката. Од тогаш, бебето и децата на доилката се сметале за браќа и сестри по млеко. На третиот ден доаѓале повојничарки, носејќи дарови за детето и јадење од кое се правело гозба. А на третата вечер се верувало дека кај детето доаѓаат наречниците, кои се замислувале најчесто како 3 жени: стара, средна и млада жена. Старата велела да го земат детето, средната велела да го остават, а младата кажувала колкав животен век ќе има тоа дете. Во Евангелиско верувале дека на третата вечер до бебето доаѓал Господ со ангелите и му ја одредувале судбината. Доколку бебето е здраво, го крштевале на 7-миот ден или пак на најблискиот празник од неговото раѓање.